Време е да излеземе повторно на терен и време е да видиме некаде на 20 минути пред 10 часот каква е атмосферата во центарот на градот или на градскиот плоштад. Она кое што се разбира го знаеме во овие денови е дека имаме конечно новогодишното украсување, имаме и голем број дедомразовци, деца кои што се радуваат и нели секојдневната програма која што започна на половина од месец декември. Вечер ве очекуваме новогодишната програма, а за сето тоа во продолжение малку повеќе од Марија. Да, Марија, добро утро уште еднаш. Централната прослава денес токму на градскиот плоштад. Во моментот може да забележиме студено, меѓутоа сончево време и во центарот на Скопје. Така е, да, второ добро утро и до вас, воедно и последно добро утро за 2025 година. Денеска изминува и последниот ден од старата 2025 година, онош кој што можеме да го напоменаме за атмосферата токму овде на градскиот плоштад во централното градско подрачје на Скопје. Може да се забележи навистина голема фреквенција во утринските часови, може да се почувствува таа празнична и новогодишна божикна исто така магија уште сега. Може да се напомене дека навистина има голема фреквенција. Напоменавте и за временските услови. Да, токму и ние може да потврдиме од терен дека навистина е студено утринава, но сончево, така да дефинитивно можеме да очекуваме убав ден, последниот ден од 2025 година. Новогодишната ноќ која што следува вечер, многумен од нас ќе прослават на различни начини, некои од нас во некои угостителски објекти, некои пак во домашна атмосфера заедно со нашите најблиски од семејството или пак можеби со нашите пријатели, но дел и се одлучија, верувам, да ја дочекаат новата година токму овде на плоштадот во центарот на Скопје. Верувам дека и оние кои што немаат се уште испланирано како да ја прослават, дека програмата која што е понудена ќе им биде од корист. Имено се во план е да програмата која што е предвидена за вечерва, за новогодишната ноќ, да започне во 19 часот и 45 минути, која што според организаторите е наменета за сите возрасти. Вечерта ја отвараат Миле Кузмановски и Огнен Здравковски, потоа следува Дина Јашари, Кукулеле и Тамара Тодавска. Кулминацијата, како што велат од градот, ќе биде со настапите на милениците на најмладата публика Паја, Клара и Два Бона. Магичниот момент на причекот на 2026 година ќе биде одбележан со настапот на Каролина Гочева. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски упати јавна порака до сите граѓани за заедничкиот дочек на новата 2026 година на плоштадот Македонија уште во текот на вчерашниот ден под мотото Скопје знае да слави. Градот подготвува музичка програма со учество на најпознатите имиња од домашната естрада. Тој исто така додаде дека програмата е создадена за Скопје повторно да живее, да пулсира и да сонува, повикувајќи ги сите граѓани да ја почнат новата година со насмевки, позитивна енергија и незаборавни мигови. Ова накратко е програмата која што е предвидена за новогодишната ноќ, односно за денешниот ден. Верувам дека сите присутни на еден убав начин ќе дочекаат новата година и ќе уживаат во богатата музичка програма која што е предвидена со наши домашни артисти, кои што може да се каже дека се непознатите имиња од македонската естрада. Веруваме дека сите ќе дочекаат новата година на убав, радосен начин, без разлика дали станува збор за дочекот токму овде на плоштадот Македонија во централното градско подрачје или пак на други начини кои што ги напоменав. Секој од нас сака различно да ја дочека, без разлика дали станува збор за угостителски објект или пак домашна атмосфера. Ќе напоменам уште еднаш дека утринава навистина е раздвижено на градскиот плоштад, има голема фреквенција, може да се ужива и во сите оние новогодишни украси кои што може да се видат токму тука на централното подрачје, може да се напомене дека всушност сите оние кои што честопати движат токму од тука може да ја доживеат и таа празнична магија во последниот период, со оглед на тоа дека новогодишната елка и сите овие украси се поставени некаде од 15 декември токму овде на плоштадот, а од тогаш па се досега има разновидна музичка програма која што е понудена за самите
жители, па и домашни и странски туристи кои што поминуваат токму од тука. Уште еднаш ќе напоменеме дека навистина утринава е ладно, имаме ниски температури, но сончево и пријатно време. Веруваме дека тоа всушност е доказ дека денот ќе не биде убав, исполнет со една убава енергија и празнична атмосфера. Со овие информации ќе ве поздравиме со последното вклучување од 2025 година, последното вклучување на лице место. Ќе ви ги честитам новогодишните и божикните празници токму од терен и се гледаме повторно во новата 2026 година токму од лице место. Така е, Марија, ти благодариме за сите линковски вклучувања во оваа 2025 година. Сите заедно продолжуваме, се разбира, со нови цели, што би рекла и намери Катерина, нашата драга гостинка, и во новата година која што ни е на самиот праг. Ти благодариме за целото ова известување, за тоа што се случува во моментов во централното градско подрачје, што секи имаат можност, ете и туристите како што ги напомена ти, но и сите оние кои што циркулираат во главниот град вечерва, па и во текот на денот. Верувам дека уште веќе можеби сега не е ни 10 часот, меѓутоа за скоро ќе биде уште пораздвижено, кафулињата, рестораните, се тоа ќе биде доста актуелно, така што ќе биде забавно. Дух, да, и оно што е најважно да се облечеме добро, особено за оние кои што ќе бидат на плоштад. Веројатно најмногу се радуваме што дочекот и централната прослава токму на градскиот плоштад нема да биде токму во лош амбиент со лош загаден воздух, напротив, се надеваме дека тоа ќе помине во најдобар ред, така што можеби колегите ќе информираат во првите централни вести утро. Сака да кажам утре. Следното утро. А кога сме кај денешното утро, да се фокусираме секако и за онаа млада дама на која што ја дадовме аплауз, поддршка, па и самата европска секако фан база која што има нели Евровизија. Нела Манчевска ни го донесе 7-то место на јуниорскиот Евросонг на почетокот од овој декември. Нашата Софија Бислимовска направи еве едно празнично интервју со оваа дама. 2025 е пред самиот крај. За многумина, оваа година донесе прекрасни моменти и незаборавни искуства. Една од нив е младата Нела Манчевска, која беше наша представничка на јуниорскиот Евросонг во Грузија. Во разговор со неа, таа ни раскажа малку повеќе околу искуството на големата сцена. Навистина беше незаборавно искуство, никогаш нема да го заборавам. Најубаво ми беше друштвото, но секој ден бевме во хотелот заедно и во автобус и навистина беше едно незаборавно искуство. Песната Miracle, која Нела ја отпеа на фестивалот, е снимана во соработка со Магдалена и Лазар Цветковски. Незиниот настап на јуниорскиот Евросонг беше проследен со златни светла во позадина. Таа ни го откри значењето на незината песна. Јас песната ја доживам како мене, како мојата душа. И навистина тоа е направена поради мојот сон за да одам на детската Евровизија и дека никогаш нема да се откажам од тоа што навистина го сакам. Ова не е прв пат Нела да застане на една ваква голема сцена. Јавноста имаше можност да ја запознае преку хрватското шоу Супер Талент, каде што Нела се представи со песната I Have Nothing од Whitney Houston. Тамо беше многу убаво искуство. Мама ме пријави тамо, имаше како портал, имаше да се пријавиме и тамо ме пријави со песната I Have Nothing и тоа навистина ми беше одскок на даска за понатаму. Несумнено е дека за младата Нела Манчевска оваа година беше успешна. Покри настапот на детската Евровизија, Нела ни откри по што друго ќе ја памети оваа година, но и што се посакува за следната. За 2026-та имам додамна многу повеќе надпревари да си го градам искуството, а оваа година ќе ја паметам по друштвото што го имав и сите поддршки што ми дава. За самиот крај ви оставаме да уживате во интерпретацијата на евровизиската песна. Ова не е сон, вистина е, а срце знае. Ова не е сон, дали магија е, кој ли знае, нема да се променам, ке поминам преку се, нема да заборавам која сум и каде бе. Ти благодарам премногу. Тоа беше нашата Нела Манчевска, овогодишната представничка на детскиот Евросонг. Испрати убава порака, разговаравме малку повеќе за незиното искуство околу Евровизија и што е она кое што си го посакува за следната година.